Добро вечер, почитувани гледачи. Еве не со уште едно издание на емисијава Отворено за. Наш и ваш вечерашен соговорник овде во студиото е градоначалникот на единица за локална самоуправа Радовиш, господинот Сашко Николов. Добро вечер, градоначалниче. Добро вечер. Градоначалниче, еве пред некој ден измина така наречените 100 дена на преодна власт. Што се случуваше тие 100 дена во локалната самоуправа во Радовиш? На почеток ќе ми дозволите да заблагодарам на вашата покана за учество во вашата емисија, но вистина е задоволството мое да видиме вечерва заедно и да предочиме некои случувања кои што во овие изминати 3 месеци се случуваат во општината Радовиш и нели по некое непишано правило градоначалникот е обврзан да после првите 3 месеца даде еден отчет за сите тие активности кои ги има преземено во институцијата со која и раководи. А навистина, значи, се чувствуваме одговорни спрема граѓаните да дадеме еден отчет во делот на нашето функционирање. И еве, оваа вечер ќе имаме добра прилика да поразговараме за сите теми од нашето обкружување и кои што се однесуваат и на локалната самоуправа, но и на градот и граѓанството пошироко. Градоначалниче, како прва тема, значи како медиум, видовме дека на терен се излезени повеќе градежни активности, поточно асфалтирање на улици. Проекти кои што се започнати од претходниот градоначалник ги довршувате вие. Што можете да ни кажете за тој проект? Токму така, тука со задоволство можеме да кажеме дека како општина во делот на патната инфраструктура апсолутно се направени доста големи инвестиции во делот и на локалните патишта, но и овие неколку месеци интензивно работивме на комплетирање на проектната документација, се со цел да и од сопствени средства реализираме одредени проекти во делот на патната инфраструктура. Чисто за подсетување, вие знаете дека благодарение на владата на Република Македонија и на Министерството за транспорт и врски во Радовиш имаме солидна, односно да наречам одлична патна инфраструктура, долгорочни проблеми кои што се натоложуваа нели низ годините наназад веќе ги немаме во Радовиш. Тука мислам пред се на улицата Коџабајр, на улицата Плачковица, веќе е во завршна фаза и односно се чека на технички прием само на патниот правец Покрајчево Злево, патниот правец Покрајчево М6 Јаргулица, М6 патот за селото Штурово. Значи кога ќе соберете дека над милион евра инвестиции во делот на патната инфраструктура се случија благодарение на владата на Република Македонија, но ние како општина тука не застануваме. За брзо време веќе имаме изберено и фирма која е нашата соседна општина Струмица. За брзо време ќе отпочнеме и со санација на ударните дупки во Радовиш и во асфалтирање на одредени потези. Пред се мислам тука на стекнувањето и разобувањето на првиот впечаток и на нашите сограѓани, но пред се и на луѓето кои што доаѓаат од страна. Целосно ќе го санираме влезот на градот Радовиш, на потегот од патот М6, клучката на патот М6 до булеварот, односно до послед мостот, послед двете бензински пумпи. И пределот, значи целосна реконструкција на пределот од некаде потегот кај клучката спрема Оравица, односно од мостот кај селото Раклиш, па доаѓајќи на кај Радовиш некаде до раскрсницата со Куклевица, Темови, каде што е стамбената куќа на Темови. Значи овие потези ќе се асфалтираат целосно, а дополнително значи е предвидена квадратура на асфалт за санирање на ударните дупки. И сега воведуваме некоја нова методологија и ќе инсистирам јас како градоначалник да апсолутно изведувачот максимално испочитува таа спецификација која што ние имавме утврдена од тендерот да тие работи бидат безпрекорно извршени. И дополнителен надзор, се извинам само за кратко, и не само надзорот кој што ќе ни е официјален на тендер изберан, значи имам задолжено и во самата општина служби кои што и текако денонокно ќе го наблюдуваат изведувачот да оваа работа биде безпрекорно завршена. Градоначалниче, кога сме на оваа тема инфраструктура, ја поздравувам одлуката за јавната презентација за идејно решение за градскиот плоштад. Пошто моментално како што е ваков, значи нашето градско шеталиште е дисфункционално. За периодот од кога тоа се направи, значи економскиот дел, значи централното градско подрачје економски многу заслабна и економски се пресели надоле. Значи дали во новото идејно решение кое што ќе биде избрано и ќе се имплементира е воден тој аспект економски заживување на тој предел на градот, пошто денес кога минеме низ тоа подрачје имаме само празни излози.
Да, точно така, дека деновиве заврши јавниот повик за избор на идејно решение. Имаше некаде околу 5 до 6 идејни решенија кои што сите заслужуваат почит и поздравување, значи на сите тие лица кои што се решиле да учествуваат на нашиот јавен повик, и ние како општина, односно комисијата, допрати до мене предлог да сите ние како општина ги откупиме. И значи конечната одлука по однос на оваа прашање е дека општина Радовиш сите овие 5, односно 6 идејни решенија ќе ги откупи. И сега, во следната фаза, кога ќе го изготвуваме и основниот проект, ќе црпиме искуство од сите идејни решенија, предлог идејни решенија, за да комплетираме навистина еден содржаен проект кој што ќе го реши прашањето од повеќе аспекти. И тоа, како што вие кажавте, и од делот на финансиски и функционален аспект, и од делот на естетскиот изглед на самиот плоштад и на шеталиштето Свети Спасо Радовишки. Апсолутно, значи, и самата причина да пристапиме кон изготвување на ова идејно решение е таа. До нас стигнаа реакции, а и секојдневно и ние се движиме на тој дел од градот, односно на тој дел од плоштадот, и до нас допираат тие реакции дека од една страна не е функционален за самите жители, но и за граѓаните. Од овие претходно аспекти кои што ги кажавме. И како ќе водиме грижа да ги задржиме и во делот на естетиката, и во делот на функционалноста, да добиеме сосема нов лик на овој дел од централното градско подрачје. Градоначалниче, значи од претходниот градоначалник повеќе пати беше најавување отварање на развојна индустријска зона во Радовиш. Исто така и во вашата кампања предизборна беше најавување на тоа. Докаде сме со тој проект? Јас и во самата кампања и денес тврдам дека основата на развојот на Радовиш е токму во отварањето на оваа технолошко-индустријска развојна зона. Сите ние напори и активности ги насочуваме и молби и подршки кои што ги бараме од владата на Република Македонија е токму оваа технолошко-индустријска развојна зона. Сега сме во фаза на експроприација на одредени парцели кои што се во склопот на оваа технолошко-индустријска развојна зона, и се надевам дека за брзо време, односно не покасно од 2014 година, конечно веќе ќе можеме да ги понудиме и тие парцели кои што ќе се во склопот на оваа технолошко-индустријска развојна зона. Но не само тоа, веќе сега на претходната седница на Совет имавме избени во делот на програмата за уредување за урбанистичко планирање, и со сопствени средства, значи ќе планираме отварање и создавање услови на уште една сопствена индустријска зона на потегот кон селото Ињево од левата страна. Тоа е некаде местност викана Долно Рудине, и таму е веќе предвидено да изготвиме локална урбанистичка планска документација и со сопствени средства да се обидеме, да направиме и дополнителен простор, односно да создадеме услови дополнителни за нашите локални бизнисмени кои што имаат потреба од таков простор, но и да понудиме на потенцијални странски инвеститори. Локалните самоуправи со новиот закон за локални самоуправи донесен 2010 година, значи почна еден проект на децентрализација. Докаде е нашава општина со фазите на децентрализацијата, односно со располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија? Во овој сегмент на функционирањето, апсолутно ние сме една од поуспешните општини во делот на децентрализацијата, а во делот на располагање на градежно земјиште веќе го имаме правото како општина да располагаме со земјиште кое е во државна сопственост, и веќе во претходниот период имавме одредени продажби на такво земјиште. Сега интензивно службите во општината работат на утврдување на парцелите кои што се во државна сопственост, и за брзо време, некаде август месец, септември месец, ќе пристапиме кон отоѓување на вакви парцели кои дел се за индустријски капацитети, дел се за индивидуално домување. Значи на потегот, барем сега првичните сознанија кои што се одувидат во деталните урбанистички планови кажуваат дека во Радовиш имаме земјиште кое што можеме да го понудиме на потенцијалните инвеститори, но од друга страна имаме и простор, односно земјиште кое што има одредени правни товари. Запишани кориснички права, ликвидации на фирми, и тука владата на Република Македонија има формиран еден комитет за градежна експанзија кој и како ни ја олеснува работата во расчистување на овие правни товари на одредени парцели, и значи посебен тим работи на овие случаи да одредени парцели кои што се во државна сопственост, а имаат упишано во катастар одредено корисничко право, ги отргнеме за и тие да бидат слободни, и за релативно брзо време ги дадеме на отоѓување и да
ги понудиме на потенцијалните инвеститори. Градоначалниче, значи сведоци сме веќе месеци повеќе позитивно прифатено од страна на граѓаните на општина Радовиш е дополнителното ангажирани работници во јавното претпријатие Плаваја за разобувување на нашиот град, проект кој што секоја година се имплементира. Колку време ќе трае овој проект? Токму така. Од аспект да создадеме и да му помогнеме на јавното комунално предпријатие, како општина се решивме да и оваа година направиме повик за ангажирање на јавни работници, кои што ќе бидат во функција на комуналното средување на нашиот град. Тие во овој момент се ангажирани на 3 месеци и некаде нивниот договор истечува во текот на месец август, 20 август, ми се чини. И нашето размислување е дека ќе имаме потреба од продолжување, но можеби не во овој обем, односно сега се ангажирани 40-43 лица, можеби со 50% намален капацитет на луѓе, но сепак ќе има потреба да му помогнеме на комуналното предпријатие. И кога сме во делот на хигиената и во делот на јавната чистота генерално во општина Радовиш, мојот прв печаток беше да не како индивидуа не бев задоволен од интензитетот и динамиката која што имаше јавното комунално предпријатие. Направивме неколку работни средби и во самото предпријатие и во локалната заедница, и во таа насока мислам дека веќе имаме подобрување и самите функционери и директорот и раководните лица во комуналното предпријатие сватија дека ќе мора да имаат многу поголема посветеност во делот на ова прашање. Градоначалниче, кога сме веќе ке јавното предпријатие Плаваја, знаеме дека тоа стопанисува и со водата за пиење во општина Радовиш. Значи, во последното невреме што го зафати Радовиш, имаше едно соопштение дека водата во петата местна заедница е неисправна за пиење. Што се случи да доведе до тоа токму во таа местна заедница каде што главниот крвоток го снабдува поголем дел од Радовиш, водата да биде загадена? За наше несреќа, знаете ви, после тоа невреме кое што можеше да предизвика и дополнителни последици, на удар беше главниот цевковод кој што го снабдува градот со пиење од горниот дел на водоснабдителниот систем, значи од горните резервари во текот на Радовишка река, во течението на Радовишка река, и значи во тоа невреме се случи да главниот цевковод биде отсечен и тотално надвор од функција. За брзо време, како комунално предпријатие, тука морам да ја пофалам нивната брзина во делувањето и со наша помош во овозможувањето на пристапот до самиот цевковод и во санирање за релативно брзо време, мислам дека беше саниран овој проблем и 2 до 3 дена само се случи да одредени реони од градот немаат вода, и мислам сега дека во тој потек е нормализирано водоснабдувањето на граѓаните, но за жал се уште имаме одредени зони кои што во овие летни периоди нема доволна количина, односно и во одредени делови од денот и воопшто немаат вода за пиење, и тука интензивно работиме на долгорочно решавање на овој аспект на проблемот. Сега со помош на овие средства од КФВ банката интензивно се работи на поставување на регулациони вентили кои што ќе го во голема мера намалат овој проблем, но конечното решавање на овој проблем е изготвување на проект и реализација на нов каптажен систем, односно на резервари на горниот дел од Куклевица, и мислам дека конечно ако наредната година го реализираме овој проект, конечно ќе го и решиме прашањето на снабдување со вода на жителите од населбата Куклевица. Во оваа смисла мислам дека ќе мораме и ние како општина малку повеќе да бидеме посветени, и самото комунално предпријатие, и мојата прогноза и очекување дека 2014 година наредното лето ќе го дочекаме во малку по-релаксирана ситуација во делот на водоснабдувањето, особено на населбата Куклевица. Да. Градоначалниче, на една седница ваша на Советот на општина Радовиш е донесена одлука за преобстапување на водоводот во населеното место Роовица во користење на јавното предпријатие Плаваја. Што се случи, што доведе до тоа да се случи и како го прифатија граѓаните од тоа населено место, таа одлука? Да, пред
месец до два моравме, значи како општина, да испочитуваме одлуката и констатацијата на инспекторите кои што беа на терен и законот, значи за во оваа насока, да максимално постапиме по истиот записник и укажување кој што ни беше од инспекторатот до самата општина, до самото комунално предпријатие, а тоа е дека корисници или стопанственици на водоводните системи во градот и во населените места исклучиво можат да бидат комуналните предпријатија. За жал, во општина Радовиш имаме се уште водоснабдителни системи кои што не се во собственост или во стопанисување на јавното комунално предпријатие, како што беше впрочем и примерот со водоводниот систем во селото Ровица, и ние моравме да пристапиме кон преземање. Таа одлука на Совет беше неминовна да ги испочитуваме сите тие претходно кажани работи и веќе водоводот во селото Ровица е во стопанисување и собственост на општина Радовиш, односно комуналното предпријатие Плаваја. Јас мислам дека со мали зафати кои што треба во наредниот период да се случат на тој водоснабдителен систем, граѓаните во село Ровица апсолутно 365 дена во денот, 24 часа на ден ќе имаат технички исправна вода за пиење. И тука ќе биде и наша одговорност и обврска да сето тоа го обезбедиме. А претходно беше веќе некоја друга ситуација, да има приватен концесионер, приватен стопанственик и ние како општина и да сагавме да помагаме, не можевме да помагаме и да се случува дефект, а се случува, не можевме да реагираме. Сега целата одговорност е на локалната самоуправа, на градоначалникот и на комуналното предпријатие. Но имаме во таа насока да поработиме уште малку, да ги преземеме и другите водоснабдителни системи, како што се во селото Калугирица, во селото Аликоч, Коџалија, и сите тие да бидат во собственост на комуналното предпријатие Плаваја, се со цел да и таму создадеме услови за дополнителни инвестиции кои што ќе го генерално решат проблемот со водоснабдувањето и во населените места. Градоначалниче, малце да се префрлиме на финансиите. Каков е буџетот на општина Радовиш? Јас во повеќе наврати истакнувам дека имаме во Радовиш една апсурдна ситуација, моментално која што е затечена. Во Радовиш моменталната ситуација на буџетот е дека имаме средства некаде над 800 до 900 илјади евра. Но за жал, хендикепот на општина Радовиш во овој момент е тоа што ние тие средства не можеме да ги користиме од аспект што не сме спремни како општина со проектна документација. Значи, апсолутно сега во општината немаме ниту еден проект по кој што можеме да распишеме јавна набавка, јавен тендер и да пристапиме кон решавање на одредени инфраструктурни проблеми. Главната сега наша интенција и посветеност е да, а и кога ги следите јавните набавки, ќе видите дека во моментот, значи, или дел се завршен, или во фаза се над 32 набавки јавни, од кои што треба да произлезат околу 50 проекти. Значи, тука мораме да поработиме, ако сакаме долгорочно да размислуваме и долгорочно да ги решаваме проблемите на граѓаните од финансиски аспект. Благодарение на претходно донесениот закон за искористување на минералните суровини, благодарение на средствата од Бучин, благодарение за јакнатата контрола во делот на комуналните такси и средствата кои што ги прибираме по тој основ и некои други мерки кои што ги имаме преземено во општината, значи остварувањето на буџетот во последните 2 месеци е со зголемена динамика и самата ситуација на сметка да кажува дека финансиски буџетот ни е во сосема одлична кондиција. Сега ќе остане нас како локална самоуправа да бидеме дополнително посветени и ги изготвиме тие сите основни проекти за да пристапиме кон дополнителна реализација на истите. Градоначалниче, за поздрав е проектот за реновирање на здравствениот дом. Се јавувате и вие како директен финансиер на здравствениот дом во Радовиш. Дали може малце повеќе да кажеме за реновирањето на најстарата зграда во здравствениот дом Радовиш? Добро, пред некој ден и вие имавте една репортажа во делот, гостин кај вас беше и директорот на здравниот дом, кој што морам во оваа прилика да кажам, е човек кој што има добри менеджерски способности и знае како да известува средства, но од друг аспект и од човечки аспект, но пред се и од функционален аспект и како ние имаме обврска да се грижиме за здравието и негата на пациентите и во таа насока и ќе продолжиме. Значи нема отстапки во рамките на нашите можности и како секогаш ќе го
помагаме здравниот дом од секаков аспект. Знаете вие претходно дека беа издвоени некаде околу 6 милиони денари, 100.000 евра за реконструкција на старата зграда, како што вие ја кажавте, консултативно специјалистичките служби кај што треба да бидат сместени или каде што беа сместени, и се надеваме дека до месец септември конечно ќе биде целосно завршена реконструкцијата и навистина со квалитетот на извршување и како задоволуваат условите кои што ќе бидат создадени во оваа насока, но тука не застанува нашата помош на здравниот дом. Веќе во завршна фаза е тендерската постапка за избор на современ ехо 3D апарат кој што ќе овозможи превентива во диагностиката на многу наши пациенти и сограѓани. Тој апарат кошта некаде околу 2,5 милиони денари и сега последната одлука на совет, која што беше со консензус донесена од сите советници на наш предлог е да издвоиме нови 100.000 евра, односно 5 милиони денари за реконструкција на столаријата во здравниот дом од аспект на еколошка заштита и во делот на енергетската ефикасност на самиот објект. И кога ќе ги соберете тие сите средства, ќе видите дека во последните 2 години општина Радовиш во здравниот дом инвестира некаде над 250.000 евра, што според мене е доволна сума за респектирање и тука нема да застанеме, како што кажав и претходно, веќе интензивно разговараме со директорот и за дополнителни средства кои што ќе хортикултурно ќе подобрат да го и дополниме убавиот амбиент на здравниот дом. Најсепред се би сакал да ја поздравам одлуката за финансирање на проекти кои што се од енергетска ефикасност, односно инвестиции кои што на подолг временски период се исплатливи, се враќаат средствата. Апсолутно. Кога сме веќе кај инвестициите, има ли некои други проекти кои што јас не ги спомнав, а се реализираат во општината? Во општината моментално реков дека главната интенција и насока ни е да подготвиме проектна документација за дополнително и многу проекти кои што треба да се случат, бидејќи средствата ги веќе имаме обезбедено во сопствениот буџет, а и дополнително очекуваме средства кои што ќе ги добиеме дали од меѓународни фондови, дали од републичкиот буџет и така натаму. Значи во делот на сопствените средства веќе имаме изготвен проект за изградба на уште неколку мултифункционални игралишта во градот и во населените места, и во делот на спортот мислам дека ќе создадеме идеални услови за спорт и рекреација, почнувајќи веќе на со пуштеното игралиште во употреба во селото Јоргулица. До петок очекуваме да го пуштиме во употреба и мултифункционалното игралиште во селото Злеово, до понеделник, вторник и двете мултифункционални игралишта во Калугерица и Војславци. Значи овие 4 населени места имаат инвестиција некаде од 200.000 евра, кое што мислам дека ќе биде на задоволство и на помладите и на постарите жители на овие населени места, но тука не застануваме, веќе имаме донесено одлука, односно во програмата за уредување на градежно земјиште, ние дополнета со уште 2 нови мултифункционални игралишта во селото Подреш и во селото Јаргулица, и со еден збор кажано сите населени места ќе ги заокружиме со современи терени за спорт и рекреација. Во делот на создавањето на услови за спорт во градот, за брзо време очекуваме, доколку се биде во ред со тендерската постапка во средното општинско училиште Коста Сусинов, там бидејќи така се договоривме да таа постапка, иако поголем дел од средствата, негде околу 8 милиони денари се на општина Радовиш, 3 милиони и 100 се на самото средно училиште, некаде 11 милиони и 100 илјади денари ќе бидат инвестирани за навистина еден современ мултифункционален спортски центар во самиот двор на гимназијата Коста Сусинов, и значи на 10 утре некаде ќе биде и отварањето и изборот на поволен понудувач, и очекуваме да до крајот на јули и таму започнеме со изградба на едно современо мултифункционално игралиште со рефлектори, трибини, со една најсовремена подлога за спортување, и мислам дека во тој дел на градот ќе имаме еден навистина убав и функционален објект. Во делот на спортот ќе изградиме уште едно мултифункционално игралиште од типот кој што ги гради, тоа е донација на владата, односно инвестиција на владата и на Агенцијата за млади и спорт,
Веќе фирмата изведувач е Жикол од Струмица и очекуваме овие денови да биде поставен камен темелникот и тоа игралиште ќе биде сместено во дворот на основното училиште Никола Карев. Значи и во делот на градските средини, односно во градските на местни заедници ќе создадеме апсолутно безпрекорни услови за спорт и рекреација. Во делот на другиот аспект за најмладите, значи по моја иницијатива, ако го следевте повикот до Сдруженијата на граѓани и невладини организации, се роди една заедничка идеја да создадеме и креираме два детски современи паркови, кои што коштат прилично, значи за двата парка кои што едниот ќе биде сместен на потегот кај новата зграда која што ја гради фирмата Алфа Инженеринг на улица 22 октомври, а другиот во првата местна заедница ќе инвестираме некаде околу 4 милиони денари и навистина очекуваме и овие паркови да бидат гордост и на родителите, и на децата, а и на нас како градски власти. Проначалните, додека сме веќе кај спортските комплекси, кај институциите од образованието, што се случува со спортската сала во основното училиште Крсте Петков Мисирков? Дали таа сала конечно во вашиот мандат ќе биде завршена и децата ќе имаат услови за настава? Да, значи во делот на продолжување на создавање на услови за спорт, особено на учениците сега во основното училиште Крсте Петков Мисирков, за жал, изградбата на оваа сала ја пролонгираме веќе, да не речам месеци и години, но сега имаме цврсто ветување од страна на Министерството за образование кое што е надлежно за оваа спортска сала, дека 2014 крајниот датум, можеби и порано ќе се случи конечното реализирање на овој проект, но 2014 ни крајниот датум кога по секоја цена мораме да имаме ние спортска сала во основното училиште Крсте Петков Мисирков и имаме добиено ветување дека и во селото Ињево, односно во основното училиште Орце Николов, и таму ќе владата ќе инвестира, односно Министерството за образование ќе инвестира сала за одвојување на часовите по физичко образование. Проначалници, да се навратиме на претходната тема, проекти. Знаеме дека во склоп на општината работи и канцеларија за локален економски развој, односно канцеларија која што е задолжена за изнаоѓање на проекти од надворешни финансиски средства. Како работи канцеларијата за локален економски развој во Радовиш? Првиот мој печаток е незадоволителен, морам и тоа јавно да го кажам, дека апсолутно не сум задоволен од начинот на кој што функционирала до сега канцеларијата за локален економски развој, а и впрочем и самите резултати кои што ги има оваа канцеларија во изминатиот период, ако ги анализираме, ќе видиме дека општина Радовиш во последните 5-10 години немаме добиено некои значителни средства од делот на оние повици кои што ги имаат и меѓународните институции и фондации, но и владините министерства. Сега направивме некоја реорганизација во самата канцеларија од повеќе аспекти, од функционален аспект, но и од зголемување и од човечки ресурси. Значи го појачавме овој тим кој што ќе работи во ЛЕР и веќе мислам дека и во ова поле се очекува, моје очекување е дека ќе имаме ефекти и резултати и имаме веќе изголемена динамика. Веќе имаме аплицирано на неколку повици кои што се однесуваат во овој сегмент на добивање на средства од овие фондации, во програмата за рурален развој на Министерството за земјоделие, во делот на мигрантична соработка со општина Серес имаме цврста соработка во која што очекуваме да добиеме 3 проекти, односно аплицираме со 3, здраве Боже да бидат сите како што треба и да ги добиеме и сите тие 3 проекти. Во делот на рурален развој, значи аплицираме со одредени значајни прашања, односно проблеми кои што ни се наметнани, во делот на инфраструктурата, во делот на реконструкцијата на домот во селото Ињево, во делот на реконструкцијата на домот во селото Оровица, во делот на изготвување на детални урбанистички планови по сите населени места и во градот, во делот на патната инфраструктура. Тука сме веќе комплетирани со проектна документација и од овој искусствен аспект кој што го имаат луѓето во канцеларијата на ЛЕР и дополнително, значи сега за овој повеќе имаме ангажирано и надворешни консултанти на луѓе кои што имаат големо искуство и претходно биле учесници во добивањето на вакви средства и моето видување е оптимистичко дека конечно оваа година дел барем од овие проекти ќе можеме да ги поминеме во овие неколку фондации. Европска унија преку владата на Република Македонија континуирано има повици за финансирање
помеѓу народот познати ИПАРТ програма. Дали правните субјекти кои што се заинтересирани за аплицирање на еден ваков проект може да најдат на поддршка од Канцеларијата за локален економски развој, пошто за аплицирање на еден ваков повик е потребно големо искуство и голема документација. Дали таму правните субјекти може да се обратат за помош за искористување на тие средства за развој кои што не се мали, а се големи? Се согласувам дека програмата ИПАРТ, која што има на располагање големи средства, е малку повеќе комплицирана за обичниот граѓанин, дали ќе биде од делот на правните субјекти, дали во делот на индивидуалните земјоделци да можат да аплицираат и да ги искористат овие средства. Апсолутно, значи, Канцеларијата за локален економски развој во општина Радовиш е секојдневно отворена за консултации и помош при апликации. Тука се лицата Александар Јашков и Лазар Газепов, кои што во секој момент може да бидат побарани и да биде од нив потражено да бидат учесници во една ваква апликација. Каква е соработката на локалната самоуправа со граѓанските здруженија? Па до сега се трудиме да го респектираме овој сектор, општественото функционирање, и знаете вие веќе уназад неколку години дел од средствата од буџетот на општината ги наменуваме токму на проекти кои што се произлезени токму од невладиниот сектор. Па и ова година самиот повик беше некаде над 7 милиони денари и средства кои што ќе бидат реализирани токму на проекти кои што се инспирација или предлог на самите невладини организации. И токму очекуваме, бидејќи самите невладини организации знаат да бидат доста креативни и да понудат интересни и издржани решенија, овие претходно два парка кои што ги спомнав за деца и млади, се токму предлог од самите невладини организации во делот на обележување на трасите, планинарските патеки во планината Плачковица, исто така еден проект кој што ќе го реализираме со невладините организации. Предниот дел на тениските терени веќе е аплициран проект од страна на невладината организација, ми се чини Спорт Смарт, и тие средства веќе ги имаат добиено сите овие невладини организации, и од тој аспект мислам дека од наше гледиште дека имаме добра соработка со невладиниот сектор. Градоначалниче, најнапред ја поддржувам и ја поздравувам идејата да градоначалникот секоја прва сабота да има отворен состанок со сите заинтересирани граѓани во општина Радовиш, и тоа во Центарот за културата. Можеби и вие сте првиот градоначалник што инициира на ваква средба. Како се роди идејата да токму, секоја прва сабота градоначалникот заедно со неговиот тим да биде на лице место и да одговара на прашањата на граѓаните на општина Радовиш? Па добро, значи со стапувањето на функцијата градоначалник, нели, се можете да увидите, нели, во кој сегмент можете добро да функционирате и да направите стратегија како да ги подобрите одредени работи на функционирање на локалната самоуправа, и од аспект, значи, на функционалност на самата локална самоуправа и на мене како градоначалник, но и од аспект на излегување во пресред и апсолутно контакт со самите граѓани кои што имаат потреба да комуницираат со локалната самоуправа и со градоначалник, се роди идејата да во текот на неделата сите служби бидат достапни за комуникација и решавање на проблемите кои што интервентно ќе се јават кај граѓаните. Но секоја прва сабота, значи за секој граѓанин ова е прилика да дадеме информација и апел да во текот на неделата се пријавуваат сите, и во завис од бројот на граѓаните кои што ќе искажат потреба за средба со градоначалникот и со службите, на еден неработен ден во првата сабота во месецот организираме, значи, еден отворен ден за сите граѓани во Центарот за култура. Значи сите заинтересирани граѓани кои што сакаат средба со градоначалникот, тоа може да го остварат првата сабота во месецот. Но го кажав и претходно, доколку се јави потреба да такви средби правиме почесто, тоа ќе го правиме на секоја втора сабота во месецот, па ако и потребни секоја сабота во месецот, и јас како градоначалник и раководните служби во општината ќе бидеме во Центарот за култура со цел да помогнеме во решавањето на одредени прашања кои што ги засегат нашите сограѓани. И на вистина јас сум задоволен од начинот на кој што ја воспоставуваме оваа пракса на комуникација со граѓаните, бидејќи на лице место можеме да ги
отвориме проблемите и да пробаме да најдеме решение на самите проблеми. И не само тоа, значи на тие средби се уваат доста корисни идеи. Значи граѓаните знаат да бидат и доста креативни во секој сегмент на функционирањето на локалната самоуправа и да дадат доста издржени идеи, и дел од тие идеи кои што доаѓаат до нас на овие отворени денови кои што ги организираме, веќе и постепено ги имплементираме. Секако да не ја заборавиме критиката. Таа е една најдобра показател за работењето на... токму овие отворени денови се добра можност и на мене како градоначалник да видам кој службеник како и на кој начин комуницира со граѓаните, а и тие сами да имаат една повратна информација, да видат дали нивното функционирање е наидува на одобрување кај граѓаните и самите да сватат дека во одреден дел мораме да се коригираме. Но исто така мораме и да пофалиме дека од примопредавањето на власта, како градоначалник во општина Радовиш, услугата на самите службеници вработени таму е на многу повисоко ниво отколку што беше претходно. Градоначалниче, на една од седниците донесовте одлука за стипендирање на ученици. Дали можеме малку подетално да ги запознаеме нашиве граѓани, нашите родители кои што имаат деца и еден вид мотивирачки фактор тие повеќе да учат? Тоа беше моја идеја годините назад, но некако не успеавме да имплементираме во моментите кога бев председател на Советот, но сега, на моје задоволство, се надевам на задоволство на учениците и на родителите, од наредната учебна година ќе имаме една можност да имплементираме една програма за стипендирање на талентирани ученици, која што програма предвидува јасни критериуми кои ученици ќе бидат стипендирани од локалната самоуправа, а ќе ги стипендираме сите средношколци кои што ќе бидат запишани во средното општинско училиште Коста Сусинов и сите најдобри од поединечно од секоја година. Значи, ако во прва година во гимназијата Коста Сусинов имаме 9 паралелки, од секоја паралелка најдобриот ќе може да се стекне со стипендија, доколку се разбира ги задоволи сите тие критериуми кои што се наведени од самата програма. Висината на стипендијата ќе изнесе од 2500 денари, 9 месеци, колку што трае и учебната година. Може би овие не се кој знае колкави средства, но според мене за почеток се доволни да дадеме еден стимул и мотивација дека и ние како општина и како сакаме да ги поддржуваме и мотивираме овие ученици кои што даваат резултати во област на образованието и во делот на сите тие достигнувања кои што ќе ги имаат во делот на сите тие надпревари, учество на конкурси и така натаму и така натаму. Градоначалниче, во делот на сообраќајното уредување и безбедноста на сообраќајот. Пред заминување градоначалникот преходниот свечено ги пушти во употреба семафорите во општина Радовиш. Да, несомнено на еден град како Радовиш му се потребни семафори. Но евте што се случува, значи веќе подолг временски период, значи повеќе од 3 месеца, семафорите во Радовиш се дисфункционално, едноставно светка она жолта боја, а не знаеме на таа раскрсница дали да го примениме правилото десно правило, кој има предност и се случува застој на тој сообраќај, а целата ни беше да го растеретиме сообраќајот во тоа градско подрачје. Што се случува? Зошто тие семафори се дисфункционални? Вие знаете дека со самото поставување на семафорите наидовме на доста негативни реакции во самата јавност и кај самите возачи, и тука мораме да бидеме и критични во желбата и самокритични. И како советници претходни, но и сега како носители на одредени други функции. Во делот на желбата да тоа што и вие го кажавме, да Радовиш има семафори, донесовме една избрзана одлука да по секоја цена поставиме семафори во тој дел на градот, односно на тие неколку улици, односно на тие две крстосници, но од практичен и функционален аспект се испостави дека не сме го решиле прашањето кое што, беше и иницијатива, односно инспирација да пристапиме кон едно вакво решение. Слушајќи ги реакциите на граѓаните и сите тие негативни коментари кои што стигнаат до мене, а и самата анкета која што како градоначалник и локална самоуправа имаме направено интерно за наша употреба, кажува дека овој начин на режим на сообраќајот е неприфатлив во пошироката јавност. Од тие аспекти на претходната седница на Совет иницииравме промена, односно враќање на стариот режим на сообраќај.
интензивно, значи во текот на утрешниот ден веќе имаат добиено налог службите, ќе работат на враќање на сообраќајната сигнализација во делот на сообраќајните знаци во правобитниот режим на сообраќај и се очекува некаде во текот на наредната недела да сообраќајниот режим на овој дел од градот биде вратен во правобитната состојба, односно во правобитниот режим на сообраќај, онака како што се беше и претходно пред поставувањето на семафорите. Сега, до трајно решавање на прашањето со функционалноста на семафорите, тие нема да бидат во функција, ќе бидат надвор од функција. Сме на размислување да изготвиме нова студија за режим на сообраќај и да пробаме семафорите да ги уклопиме да бидат функционални во стариот режим на сообраќај. Доколку тоа е возможно од стручен аспект, тоа ќе биде идеално решение. Доколку не, ќе тражиме некоја солуција за овие семафори, значи конечната одлука е дека ќе го вратиме сообраќајот во стариот режим на движење. Граначалниче, ние претежно сме земјоделска општина. Значи, голем број на наши граѓани ги интересира како иди исплатата на оштетата на земјоделците од елементарните непогоди, пошто како регион секако бевме зафатени од тие елементарни непогоди. За жал, во Радовиш по некое непишано правило, последните неколку години се случуваат вакви неубави моменти да одредени населени места, па и градот биде погоден од вакви елементарни непогоди и да направи огромни штети на посевите, на поединците и така натаму и така натаму. Во делот на нашите ингеренции, кои што се како локална самоуправа, апсолутно се преземени сите мерки. Во делот на формирање на комисијата за проценка, во делот на изготвување на елаборатот, проценка на самите имоти, излезеност на лице место, комплетирање на елаборатот во благовремениот рок од 60 дена, одлука на совет и тука значи нашите ингеренции застануваат. Сите тие пропратни документации се допраќаат до второстепената комисија во владата на Република Македонија и се чека на нивна одлука дали и во кој обем ќе бидат обештетени овие елаборати кои што се поднесени од страна на локалната самоуправа. Имаме сега веќе изготвено 2 елаборати кои што се однесуваат на невремето во селото Ровица, дел Раклиш и Градско поле. Тие не се можеби кој знае колку големи средства. Ми се чини дека елаборатот за селото Ровица е некаде околу 600.000 денари, значи некаде околу 10.000 евра, но сепак ќе почекаме да владата, односно второстепената комисија се произнесе, иако мора и тоа да го кажеме дека законска обврска владата нема да дава средства по овој однос. Тоа само може да биде добра воја на ресорните министерства, односно на владата, доколку сакаме да го помогнеме обештетувањето на овие наши граѓани. И во дело, значи, до 30% од предвидената, односно процената штета на поединците. Тука мораме ние да создадеме навики и да се прилагодиме на новите трендови во делот на гаранцијата која што треба да имаат поединците, дали ќе се земјоделци, дали ќе се луѓе од други области, дека имотот мора да го осигуруваме. И не случајно владата во првите години, еве сега, субвенционира до 60% од осигурување на имот. И сега ние сите тие контакти и следби кои што ги правиме по населените места, се трудиме да апелираме, да граѓаните немаат надеж, бидејќи надежта во овој аспект на обештетување ќе биде се помала, да општината и државата обештетува, и единствено значи државата создава услови за субвенционирање во делот на средствата за осигурување на имот. Еве и во оваа прилика би замолил и апелирал да земјоделците особено ја искористат оваа привилегија која што дава Министерство за земјоделие и владата и ги осигураат своите поседи. А ние како општина ќе се трудиме да во рамките на нашите можности излегуваме во пресет, но тоа не е гаранција. Значи во наредниот период нема да има никаква гаранција дека општината и владата ќе има можност да издвојува средства за обештетување. Единствено мора да ги искористиме можностите кои што ги даваат законските услови во Република Македонија во делот на субвенциите и да го осигуриме нашиот посев. Во делот на спортот, претходно споменавте дека во план се изградба на повеќе функционални игралишта, но ете, веќе година и повеќе ја имаме спортската сала 25 мај.
Значи, како што моментално можеме да забележиме, значи околу неа постојано си има некои активности и спортската сала се враќа во својот првобитен изглед, значи почнува да зрачи со сјај. До каде сме таму? Каква е систематизацијата таму? Дали веќе се знае колку вработени ќе бидат? Значи исто така и општината се јавува како финансиер, поддржувач на сите спортски клубови во Радовиш. Добро, да почнеме од делот на спортскиот комплекс, односно спортската сала во Радовиш. Еве во оваа прилика сакам уште еднаш, не знам по кој пат веќе, да искажеме искрена и јавна благодарност на рудникот за бакар Бучим и на менеџерскиот тим во рудникот за бакар Бучим за одвоените средства за реконструкција и адаптација на спортско-рекреативниот центар и ставањето во функција на истиот. Значи со ставањето во функција на спортската сала видовте дека се врати надежта дека во Радовиш спортот ќе ги достигне резултатите од претходно. Значи овие услови и како кои што се создадени во спортската сала благодарение на Бучим ги задоволуваат потребите на нашите спортски клубови и во делот на рекреативниот спорт и во делот на професионалниот и масовен спорт. Во делот на спортот, односно во делот на спортската сала, да ја довршиме нашата целокупна мисија за да го заокружиме ова прашање, интензивно, значи Советникот за спорт веќе интензивно контактира со јавните претпријатија за стопанисување со спортски комплекси кои што ги имаме во Република Македонија и веќе сме во финална и завршна фаза на изготвување на статут како и на кој начин ќе го регулираме прашање. Значи на размислување сме да наредна седница на Совет некаде во месец август предложиме формирање на јавно претпријатие кое што ќе стопанисува со сите спортски комплекси и објекти во Радовиш. И во делот на спортската сала, големото фудбалско игралиште, сите овие мултифункционални игралишта кои што допрво треба да се случат во Радовиш, тениското игралиште и дополнително кои што инвестиции ќе се случат во делот на спортот, значи да формираме едно јавно претпријатие за стопанисување со спортските објекти и мислам дека единствено на тој начин ќе можеме да укажеме грижа да ги зачуваме овие спортски објекти и да ги одржиме во функција на спортистите. Се надевам дека ова јавно претпријатие апсолутно ќе треба и ќе има помош од страна на локалната самоуправа во делот на субвенционирањето на буџетските средства кои што ќе треба да ги има предвидено за економска оправданост кај истото и тука секако ќе застанеме како општина да го поддржиме тоа јавно претпријатие и моје размислување и на стручнаците дека единствениот излез од ваквата ситуација со спортските комплекси во Радовиш е да го формираме ова јавно предпријатие. Јавно предпријатие кое ќе бара и инвестиции. Секако, например, еве да го спомнеме спортскиот комплекс Борис Трајковски во Скопје. Значи јас не гледам ништо разлика, значи нашата спортски комплекс, односно спортската сала, нуди услови во неа да се направи една современа теретана, забавен билјард клуб и тие работи каде што дел од средствата потребни за одржување ќе ги вади од своји приходи. Исто така ја поздравуваме поддршката на ракометниот клуб РК Радовиш, значи како основач на РК Радовиш се јавува општина Радовиш, несомнено го поздравуваме и поранешниот и сегашниот тренер на клубот за искажаната за вложениот голем труд, зашто за брзо време РК Радовиш од оваа сезона се наоѓа во елитната група на надпреварување во Суперлигата. Што се случува со РК Радовиш? Дали како главен поддржувач на РК Радовиш сте запознаени, дали ќе имаме некои нови засилувања, пошто тоа е елитно надпреварување и со овој надпреварувачки капацитет што го имаме на играчи, моје мислење е дека не можеме да го издржиме тој терет, а сепак би сакале да останеме во таа Суперлига, пошто нашите радовишани се познати добри навивачи, а тоа несомнено му фали на нашиот град. Во делот сега конкретно за ракометниот клуб Радовиш, еве ова е прилика да го поздравиме подвигот и резултатот кој што го направија ракометарите од ракометниот клуб Радовиш, значи навистина направија да ние како радовишани бидеме горди што во Радовиш повторно имаме спортисти за високи дострели. Со самото влегување на Суперлигата за мене е лично голем резултат, но и резултат кој што врзува. Сами вие кажавте дека тука веќе ќе имаме дополнителни обврски како локална самоуправа и како управа во самиот клуб и тука не застануваме. Значи, нашите дострели и амбиции во наредната сезона се излез во
европските простори. Значи во Лига Европа или во сите тие клубови кои што се надвор од границите на Република Македонија. Затоа и текако се согласувам дека ќе ни бидат потребни дополнителни засилувања и дополнителен буџет. Веќе, ако имавте прилика да ја следите последната седница на Советот, интервентно донесовме одлука за помагање на клубот со 1,5 милион денари. Тоа се првични средства, очекуваме за првата полусезона да ги дополниме некаде уште со 500.000 денари, со 2 милиони денари ќе ги имаме доволно средствата за да функционира и екзистира овој ракометен клуб во ова елитно надпреварување. И текако сега во ова смисла ќе ни биде потребна и помошта од приватните стопанственици и од правните лица кои што функционираат на територијата на општина Радовиш во претходниот период. За жал, многу малку фирми го помагаа спортот. Тука можеме само да го издвоиме рудникот Бучим, кој што беше дел од спонзорите кои што го помагаа ракометниот клуб и другите, нели, спортски клуби во Радовиш, фирмата Бино со мали средства се вклучува Суперхит, Зигош 5, Алфа Инженеринг, но тие се за мене мали средства кои што ги делегира овие институции, овие предпријатија и се надевам дека наредната година со самиот овој резултат ќе биде и мотивот кај овие стопанственици многу поголем да бидат учесници на успесите на ракометниот клуб Радовиш. Но како локална институција, не само ракометниот клуб, од оваа година издвоивме многу поголеми средства. Значи, ако мината година сме издвојувале 2 до 3 милиони, оваа година 6 до 7 милиони денари од буџетот на општина Радовиш ќе бидат издвоени за помагање на спортските клубови. Во голема мера ќе го финансираме и борењето, кој што има основ за остварување на добри резултати и, нели, со оглед на целокупната ситуација во борењето, можеме да се надеваме и да гајеме амбиции дека и таму можеме да бидеме со забележителни резултати и во целост, односно во најголем дел ќе го помогнеме боречиот клуб и сите помали клубови кои што екзистираат на територијата на општина Радовиш со значителни средства ќе бидат помогнати од страна на локалната самоуправа. Но овде не треба да го заборавиме и фудбалскиот клуб Плачковица од Радовиш. Таму имаме малку специфична комуникација, до сега баш морам да кажам јавно немавме некоја комуникација на највисоко ниво со раководството на фудбалскиот клуб. Се надевам дека ќе знаеме да се намираме самите себе, и тие како управа и ние како локално раководство, и да најдеме заеднички јазик во делот на функционирањето на фудбалскиот клуб, кој што за жал последните неколку години нема некои забележителни резултати, е на најското ниво од надпреварување во Република Македонија, а имаме и текако талентирани фудбалери кои што може да бидат во фудбалскиот клуб и да дадат резултати. Ние стоиме на располагање како општина, доколку не идеме на разбирање, ние во повеќе наврати се нудиме да го преземеме финансирањето и спонзорирањето на фудбалскиот клуб Плачковица, но сега не знам од кои причини луѓето, председателот и луѓето во управата апсолутно немаат желба да бидат соработници на локалната самоуправа во делот на финансирањето и на фудбалскиот клуб. Но се надевам дека веќе има некои сигнали да се дадат знаци дека и во тој дел ќе коригираме некои односи и дека и локалната самоуправа и во делот на фудбалскиот клуб ќе се јави како главен покровител, односно главен спонзор, и да се обидеме и таму да створиме резултати, бидејќи од аспект на фудбалскиот, од аспект на играчкиот кадар веќе имаме таленти кои што се зрели за врвни резултати. Во најмала мера влез во втората фудбалска лига. Кога сме кај фудбалот, морам да ја поздравам иницијативата на ентузијастите кои што се во овој дел на спортот. Тука мислам на господинот Васко Стевчев, на Цане Николов, кој по чија иницијатива од оваа година со наша поддршка ќе ја формираме општинската фудбалска лига. Значи тоа е еден значаен сегмент за тие подобрите познавачи на фудбалот, знаат што значи тоа значи и плюс двојца делегати во... Значи од повеќе аспекти е значено да имаме општинската фудбалска лига и апсолутно ја поздравам оваа иницијатива и апсолутно како општина во целост ги финансираме сите тие трошкови кои што се потребни да оваа лига екзистира во одналедната фудбалска сезона. И радува фактот што и
се враќа традицијата да во сите населени места ги обновиме фудбалските клубови. Веќе и во Равица, Подреш, Калугерица, Бучим, Ињево, веќе имаат желба да и се формирани фудбалските клубови и мислам дека ќе имаме прилика да бидеме сведоци на едно убаво задоволство, особено задоволство на тие жители од тие населени места да бидат присутни и да имаат прилика да гледат едни фудбалски надпревари, спортски надпревари и во своето населено место. Граначалниче, кога сме веќе ке фудбалскиот терен, значи се случи лани за куп надпреварот, нашиот клуб да не може да го одигра надпреварот со Шкендија и службено ни беше одземена таа победа, да кажеме, со 3:0. Дали оваа година спортскиот терен е пријавен во Фудбалската федерација на Македонија за одигрување на такви надпревари? Ако тоа не е сторено, би ве замолил тоа да се случи во најскор рок. Од тој аспект сега, значи, корисник на целокупниот спортски терен, фудбалско игралиште е фудбалскиот клуб Плачковица. Значи, сите обврски и задолженија кои што произлегуваат од самото користење се на самата управа и на председателот на клубот. Јас се надевам, ќе следи и оваа наша емисија и ќе знае благовремено да делува и да ги запази сите тие рокови кои што се потребни или сите тие известувања кои што се потребни да ги допрати до одредените институции во државата. Ние како локална самоуправа, бидејќи сме и собственици на самото фудбалско игралиште, ќе направиме да го доуредиме просторот околу самото фудбалско игралиште. Веќе имаме изберена фирма, тоа е фирмата Техника, ќе работи на разобување на пропратните објекти кои што се во самото фудбалско игралиште, на помошно игралиште, на старото ракометно игралиште, целосно асфалтирање, оградување со нов ограден зид на самото фудбалско игралиште и мислам дека навистина и овој фудбалски терен ќе биде пријатно место за одигрување и гледање на убави спортски фудбалски манифестации. Граначалниче, еве, оваа емисија сме малку и временски лимитирани. Нашиве теми за разговор може да бидат многу подолго, но ете, за на крај мораме да спомнеме и културата. Значи, општината се јавува и како голем подржувач на сите културни манифестации во Радовиш, а исто така во тека и како и секоја година Радовишко културно лето, кое за разлика од претходните години е многу побогато со приредби, настани. Што ќе кажете на оваа тема? Добро, морам да кажам дека задоволството како граѓани на општина Радовиш во делот на културните збеднувања во Радовиш е на вистина задоволително ниво. Имајќи упредвид дека еве сега само на старт сме на Радовишкото културно лето, а веќе во низа секојдневно можам да кажам дека се случуваат убави културни настани. Имајќи во предвид дека го започнавме Радовишкото културно лето со една специфична манифестација на нашите граѓани Баскерфест, продолживме со промоцијата на вистина едни научни достигнувања на двајца наши сограѓани, на господинот Скубев и на господинот Васеристов, на професор Васеристов. Продолживме со настап на Руското културно-уметничко друштво, прекрасна театарска представа во неделата, сега наредниот викенд ќе продолжиме исто така со добра програма во делот на Радовишкото културно лето. Сега во текот на неделата ми се чини на 11 ќе имаме задоволство да бидеме домаќини на ансамбл Танец и во континуитет се до крајот на Радовишкото културно лето ќе радовишани ќе можат да очекуваат на вистина богата културно-уметничка програма од повеќе аспекти. Кулминацијата на овие настани ќе треба да ја негде очекуваме на празникот на градот, односно кога го прославуваме заштитникот на нашиот град, Светиот Спасо Радовишки, и во склопот на таа манифестација очекуваме да одделот на културен аспект и како биде збогатена со гостување на еминентни уметници и во делот на фолклорот и во делот на еминентни пејачки кои што ќе треба да бидат ангажирани со цел да го збогатиме и ја надградиме и оваа манифестација која што и како е значајна за нашиот град. Но Радовиш како град можеме во секој аспект да се пофалиме дека имаме значајни манифестации од културен аспект, не само во Радовишкото културно лето, но сме сведоци дека и во текот на целата година да луѓето во Центарот за култура во Радовиш, директорот знаат како и на кој начин да освојат симпатии и да го задржат вниманието и интересот кај граѓаните.
Граншалнице, јас уште еднаш ви се заблагодарувам за одвоеното време оваа вечер да бидете наш гостин. Се надевам дека и нема да биде последен, дека во блиска иднина ќе направиме уште една ваква емисија. Задоволството беше мое. Се надевам дека правивме интерес кај нашите сограѓани и ваши гледачи и се надам дека во континуитет ќе продолжиме да на вакви контактни емисии го информираме нашите граѓани за сите случувања кои што се однесуваат на локалната самоуправа и на градот Радовиш. Благодарам уште еднаш за поканата. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија Кобра и имајте пријатна вечер.